Државата мора да се чува и гради со единство и без политички поделби. Татковината е над секоја разлика и лична амбиција, порача денес премиерот Христијан Мицкоски во обраќањето по повод 150 годишнината од кревањето на Разловечкото востание. И токму затоа Разловечкото востание денес не е само историски настан. Тоа е темел. Тоа е првата искра која подоцна ќе прерасне во големиот пламен на револуционерната борба во Илинден, во Крушевската република, во сите жртви и сите генерации кои ја носеле татковината во срцето. И кога денес се поклонуваме пред хероите од Разловци, мора да разбереме дека нивната борба не била само за тогашното време. Таа борба трае и денес, само во поинаква форма. И секој кој што мисли поинаку се лаже. Секој кој што мисли дека има полесен пат, се лаже. Не постои полесен пат. Секогаш потешкиот пат е поисправниот пат. Министерот за култура Зоран Љутков во својот говор истакна дека јунаците на Разловци не ја победија империјата, но ја победија тишината. Да не постоја малите и неуспешни востанија, немаше да постојат ниту големите слободи. Секој историски пламен почнува од една искра, што на почетокот изгледа и беззначајна. Но Разловци е токму таква искра. Мало село кое пред век и половина се осмели да разговара со вечност. Разловци е центарот на Балканот, крстопат на цивилизации, наша чест и гордост, потенцираше во своето обраќање градоначалникот на Делчево Иван Гоцевски. Овде е центарот на Балканот, крстопат на цивилизации, наша чест, гордост, неговарска е Разловци да го добие заслуженото место во македонската општествена свест. Овој голем јубилеј нека биде повик за нашата одговорност како генерација да го чуваме и афирмираме историското наследство, повик за единство и повик да веруваме во собствените капацитети на нашата борба за достоинствена Македонија. Исто толку кога што верувале и Димитар Поп Ѓорѓеве Беровски и Поп Стојан Радошки и нивните приврзаници, разловечките востаници. Нека им е вечна слава. Вечно нека живее споменот и денот на Разловечкото востание. Да живее Гоцево Делчево, Господ да ја благослови Македонија. За реконструирање на спомен домот на Разловечкото востание се вложени околу 20 милиони денари. Градоначалникот на Делчево, Гоцевски, во својот говор најави дека ќе биде поднесена граѓанска иницијатива Разловци да биде заштитена историска целина, а 19 мај да биде прогласен за неработен ден. На одбележувањето на 150 години од Разловечкото востание, бројни делегации положија свежо цвеќе пред реконструираниот спомен дом на Разловечкото востание, кој денес беше пуштен повторно во употреба.